Добар ден и од мене, ова е стартот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Како да го направите вашиот дом безбеден простор за живење за детето кое што туку продело? Веројатно сте презеле некои чекори, но секогаш има одредени места и предмети кои што може да представуваат потенцијална опасност, а за кои што не сте размислувале до сега. На оваа тема денеска разговараме со доктор Денис Алхалили, специјалист по педиатрија, кој што работи на оделот за неонатална грижа на клиниката за гинекологија и акушерство, а исто така претседател и основач на Сдруженијето за поддршка на трудници и мајки Лулка. Добре ми дојдовте. Добро ја најдов, благодарам за поканата. Еден од првите совети што ги добиваат родителите кога нивното дете ќе прооди е да се симнат на негово рамниште, односно да го погледнат домот од негова перспектива. Зошто е тоа важно? Тоа е важно заради тоа што нели ние како возрастни луѓе одредени места кои што се пристапни за детето, нас најчесто не ни се пристапни или не размислуваме на таа висина или на тие димензии. Убаво е да се представи родителот во кожата на детето пред се за да не реагира задоцнето на некој контакт кој што бебето веќе го направило. Тоа значи ако малото дете има контакт со нешто што е потенцијално опасно, а ние не сме помислиле на тоа, понекогаш се случува да биде доцна ако реагираме после нешто што ќе се случи или ако видиме дека детето може да достигне до таму или може да направи нешто што може да го повреди или што може да му наштети на самото дете. И токму заради тоа се препорачува родителите да се на некој начин символично да се спуштат на тоа ниво. Меѓутоа исто така многу е битно и да го имаат во предвид развојот на бебето, односно на детето, менталниот развој како што се одвива на детето, со цел да можат навреме да почнат да го учат своето дете на оние работи кои што се опасни или на оние работи кои што може да му наштетат или оние места или одредени супстанции кои што треба да не му бидат достапни. Како изгледа когнитивниот развој кај детето кога тоа всушност станува свесно и може да научи што смее во домот да пипка, а што не? Генерално тоа се повеќе фази во кои што практично детето преминува од да речеме целосно организам кој што е базиран на примитивните рефлекси во првите месеци после раѓањето, тогаш доминираат оние пониски, нижи функции кои што му овозможуваат на бебето да преживее. Такви да речеме нижи функции или така наречени примитивни рефлекси се рефлексот за доење, рефлексот за фаќање, значи моровиот рефлекс, значи кој што на некој начин му овозможуваат на малото бебе да преживее. Како што проаѓаат месеците, значи веќе детето полека по полека преземаат оние нели сложени функции кои што веќе ја контролираат моториката, значи бебето почнува да ја држи главата, почнува да седи, веќе се исправа, нели лази или оди. Во тој период практично бебето и на некој начин детето и ментално созрева, односно почнува да биде свесно за околината околу него. Тоа значи дека не е свесно за да можеме ние да го искараме или да комуницираме со него на ниво на кое што сме научени вообичаено да комуницираме со другите луѓе, меѓутоа веќе бебето почнува, малото дете почнува да учи и да осознава работи, да открива што смее, што не смее, да на некој начин почнува да осознава кои се предметите, што е дозволено да се прави, а што не е. Јас често во ординација им кажувам на родителите, значи од 6 месеци веќе они да се припремаат за да може детето да го учат или да го воспитуваат, а веќе од 1 година треба да започнат и активно да го прават тоа. Многу интересно е дека бебето, малото дете, односно во текот на првата година до третата, најчесто пред да почне да збори или кога има неколку зборови кои што ги поврзува, значи тоа не може да ни одговори, меѓутоа многу добро разбира и практично скоро сите поими кои што се наоѓаат околу него, детето веќе знае што се и ги препознава. Значи ги препознава и предметите, доколку му кажеме на пример подај ми го далјинското на дете кое што е 2-2,5 години, тоа точно знае кој е тој предмет. Тоа значи дека не може да го каже, меѓутоа е свесно за околината. Токму во овој период, значи од првата до втората година, родителите би требало веќе да разговараат со детето, значи да му се обраќаат и полека по полека да го учат за она што смее, што не смее, каде што може да се игра или што е дозволено, а што не е. Како домот да се направи безбедно место за детето, со оглед на тоа дека демнат опасности од многу страни, еве кога бебето ќе почне да ползи или пак кога ќе прооди. Дали е важно сите остри рабови во домот да бидат заштитени? Некои сметат дека е тоа претерување.
Па видете вака, има, значи, никогаш не може да бидеме доволно предпазливи во однос на детето во домот, меѓутоа не би требало тоа да премине во некоја, да речеме, премногу интензивирана реакција, односно родителите постојано да одат по детето и да го штитат постојано или постојано да пазат да не се удри, да не падне, затоа што понекогаш дури и тоа мало паѓање или мало потчукнување може да придонесе во начинот на учење и тоа како да се однесува детето. Нели кажале, старите кажале дека детето кое ќе падне всушност така расте, односно така учи за околината околу себе. Се препорачува оние рабови на масите, обично оние маси кои што се пониски, значи кои што се на допир на бебето или кои што може да се удри во текот на паѓањето, на некој начин да се заштитат тие рабови. Исто така, во моментов може да видиме дека децата знаат да се играат и во близина на штекерите. Апсолутно, значи тоа е секогаш препорака да се заштитат штекерите, значи да немаат контакт со кабли, значи да немаат допир со некои апарати на кои што каблите се оставени, затоа што децата имаат тенденција да ги имитираат родителите. Тоа всушност може детето и да не знае воопшто која е функцијата на некој апарат, меѓутоа бидејќи гледа дека родителот го уклучува и го исклучува од штекерот и детето да го прави тоа. Несвесно дека може да си наштети на себе и сакајќи да го имитира родителот, токму заради тоа не би требало да има такви предмети оставени во онаа зона каде што детето престојува и би требало штекерите да бидат заштитени. Тоа е апсолутна препорака. Штитници да се стават на секој од нив. И најобични едноставни пластични штитници кои што не се скапи воопшто, меѓутоа навистина многу значат за безбедноста на децата. Би се задржал уште малку на падовите на децата и тие повреди. Дали е точно дека децата кои што родителите ги држат за раче додека одат, односно многу често ги паткаат, потешко се задржуваат на раце при падот и си ја повредуваат главата? Па не би можел да кажам дали има поголем број на повреди на главата, меѓутоа генерално во однос на стабилноста, во однос на сигурноста при движењето, многу игра улога дали детето самото ќе лази и ќе се исправи и ќе почне на некој начин да учи во каква позиција се наоѓаат рацете, нозете, значи како стабилно се држи, па дури понекогаш и да се исправи и да чучне, да седне, пак да се исправи, споредено со начинот кога родителите го паткаат детето. И навистина оние деца кои што сами ќе проодат се многу постабилни и повнимателни во однос на движењето, во однос на одењето и заради тоа се препорачува да не се паткаат, односно да не се силат децата да проодат порано. Затоа што нема дете кое што не проодило, генерално ако е здраво, ако се е во ред, сите ќе проодат и навистина еве еден апел до родителите да ги остават своите деца самите да одат. Еве, тука можевме да видиме многу креативни решенија како родителите одлучиле да ги заштитат децата во домот со градички со кафе. Со кафе со градени. Па видете, генерално не се препорачува, мада од лично искуство мислам дека голем број родители кај нас ги ставаат децата во некои како игротеки мали или заградени простори кои што се со мрежа каде што детето може да гледа, меѓутоа не може да излезе од тој простор, таму затворено со играчки. Тоа е до негде начин на обезбедување дека сигурно нема да се повреди, меѓутоа тоа би требало да бидат навистина кратки епизоди, на пример доколку мајката прави ручек или доколку нешто работи краток период, значи 10, 15, 20 минути, тогаш може детето да се стави. Меѓутоа да се остави детето повеќе сати да седи во тоа е навистина ограничувачки и му ги спречува на детето оние желби за истражување, радозналост. На крај крајва детето учи со тоа што ќе пипне, со тоа што ќе допре, со тоа што нешто ќе фрли, па слуша како тропнало, нели многу често се случува, посебно во овој период од 6 месеци до 1 година, децата ностоп нешто фрлаат од креветчето надвор. Родителите често се нервираат и ги собираат играчките, меѓутоа детето повторно ги фрла. Тоа е процес на учење. Тоа е апсолутно процес на учење, гледа колку далеку ќе стигне, како оди, како ќе тропне, значи тоа е се еден многу интересен начин на осознавање на околината околу себе. Ајде сега да ги разгледаме безбедностите во тоалетот, во купатилото. Што треба да се преземе? Дали треба постојано да биде заклучена вратата кога децата шетаат низ станот? Треба ли некаков штитник на вратата да се стави? Смее ли детето да се остави додека се капе во кадичка без надзор минута или две доколку е водата плитка? Некои такви општи безбедносни совети. Па вака, тука задираме во две прашања. Значи првото прашање во однос на безбедноста во тоалетот. Значи генерално малите бебиња и малите деца, оние работи кои што
кои што ги прават и оние потреби кои што ги имаат. Истражувачи се. Да, апсолутно се истражувачи, значи ова апсолутно не е дозволено и на детето не би требало да му се овозможи додека е многу мало, значи додека не дојде време за она поти тренинг или одвикнување од пелени и учење на нокшир или да одење во тоалет, меѓутоа тоа обично е после втората година и детето веќе може родител да го контролира. Меѓутоа и тогаш не би требало да се остави детето само. Најмногу затоа што во тоалетот има загадување, значи кое што е така наречено може да има, значи фекално загадување, кое што е апсолутно штетно, меѓутоа исто така има и одредени хемикали, детергенти, шампони, сапуни кои што може за детето да бидат штетни, затоа што малото дете не разбира што се тие работи и децата, знаете, секогаш има тенденција светот да го истражуваат преку ставање на работите во уста, така да може да се направи некоја поголем проблем. Класичен пример од ова денешно наше живење се оние мали перничиња со детергент кои што се продаваат и кои што се ставаат во машината како мало пакување на детергент. Многу големи предупредувања има на кутиите со посебни обезбедувања за мали деца, затоа што во неколку наврати на различни места во светот се случило да ги изжвакат и да ги голтнат. Да, апсолутно, затоа што тоа е практично една материја која што се распаѓа, која ќе дојде во допир со вода и затоа може да се стави во машината и да детергентот се ослободи. Меѓутоа исто и детето кое ќе остави во уста од влажноста на устата се ослободува детергентот. И тоа е многу концентрирана хемикалија која што навистина прави разорување на органите на детето и токму заради тоа е многу битно да биде детето да има контрола кога се пушта во тоалетот, односно на толку мала возраст до година и пол, две, воопшто нема потреба да има пристап. Бидејќи не може да стигне до кваката, нема потреба од заклучување, меѓутоа вратата генерално да биде затворена за да не може само да оди. Во однос на баѓањето на капењето секогаш под надзор? Да, дури кога е плитка водата? Вториот сегмент од тоа што сакаме да го кажеме, затоа што тоа е многу битно за безбедноста и за жал голем дел од трагедиите што се случуваат со мали бебиња и мали деца се поврзани со вода. Значи, почнувајќи од кадичките дома, значи детето никогаш не би требало да биде без надзор во тек на капењето. Без разлика дали тоа е кратко или долго, значи секогаш мора да има надзор од возрасен. Исто така, ако малце го прошириме кругот и во однос на оние мали базенчиња каде што малку поголеми деца, 2 годишни, 3 годишни, каде што престојуваат, секогаш значи е многу важно детето да има надзор, затоа што некогаш може и во најплитка вода да се случи задушување, односно најлошото да се случи. Посебно е многу важно кога одиме на одмор, значи каде што има отворени води, како што е езеро, море, базени кај што има, е особено многу битно родителите секогаш треба да бидат на штрек таму каде што има базен, затоа што детето од радозналост може да падне во базенот и ако нема некој кој што ќе биде супервизор, за жал трагично да заврши. Што е најважно за да биде безбедна детската соба? Какво креветче треба да се купи? Има ли одредени правила во однос на решетките на креветчето или доколку родителите купат кревети на 2 спрата, на 2 ката? Децата обично сакаат да си играат горе, не само да спијат, туку и да си играат горе. Која е опасноста од пад? Има ли начини тоа да се заштити? За малите бебиња, значи малите деца, оние класични креветчиња за бебе се релативно сигурни, меѓутоа многу е битно да има и одредена висина кога детето веќе на 9, 10, 11 месеци кој ќе почне да се исправа, значи и да стои во своето кревече, да нема можност да се преврти преку кревечето и да падне, затоа што така може да настане сериозна повреда. Така да тоа е во однос на безбедноста. Исто така се препорачува за малите бебиња до 1 година, значи да нема перничиња, да нема одредени играчки, плишани или други кои што би можеле да му сметаат на детето во однос на дишењето. Тоа е особено важно до 6 месеци кога бебето се уште не може да го контролира нели вратот или главата не може да се преврти од грб на стомак и да се врати назад, значи и токму тогаш е многу битно да нема дополнителни работи во креветот. Во однос на креветите на спрат, тие се генерално небезбедни, затоа што поголемите деца кои што ќе стигнат со возраста да спијат на таков кревет, обично и не може да имаат постојано надзор. Тоа значи дека може да се стави ограда за да не се стркава детето во спиење да падне, меѓутоа секогаш треба внимание и треба учење.
повторно се навраќаме нели на она со свесноста на детето и неговиот когнитивен развој. Значи, детето, кога родителите ќе почнат да го воспитуваат на некој начин или да го учат после една година, многу е важно да бидат свесни дека критичноста на детето е многу поголема после 4-та и 5-та година. Тоа значи, ако му кажеш на детето дека внимавај, ќе паднеш, ќе се повредиш, ако е тоа дете 2 или 3 години, најверојатно нема да разбере и нема тоа да влијае на неговата на неговото однесување. Меѓутоа, ако земете 5 годишно дете или 6 годишно дете кое што веќе е критично и кое што веќе е разумно и има комуникација со родителите, тогаш навистина со совети може да се допре до детето и може да се намали веројатноста од овакви, да речеме, падови или беснења кои што може да доведат до повреда, што е многу често. Значи, најчесто травматизмот кај децата е на горните екстремитети заради падови. Што се однесува до просторот како што е кујната, децата се чест придружник на родителите додека тие подготвуваат доручек, ручек, вечера. Дали таму најчесто можат децата да добијат некоја изгореница доколку се преврти некое тенџере со врела вода или пак ѓезви и слично? Најголем дел од повредите кај децата се од изгореници од вода, значи од течност, која што е врела течност. Многу често тоа е кафе, може да биде исто така и млеко, меѓутоа она што е важно за нас е да кажеме ете така. Така и знаат често да го вклучат шпоретот? Да, за жал знаат да го вклучат шпоретот, токму затоа во денешно време има и заклучување, односно да речеме некој заштитен механизам за да не може да го вклучи. Многу е важно рачките да бидат свртени према ѕидот, а не према детето, према надворешната страна. Ете, гледате, има некои интересни креативни решенија за да не може да се отвара. Постои нешто што се нарекуваат опасни предмети и кои што децата не би требало да ги допираат или да ги користат, како што се на пример ножеви, ножици, други работи или ете врели предмети, значи во близина на шпоретот, би требало генерално детето да се ограничи, односно да се учи, да се воспитува, да не чепка, односно да не доаѓа во допир со тие работи. Опасноста од повреда во домот со детето секогаш постои. Значи ние не можеме да сведеме таа веројатност до нула, да заштитиме до толку за да не може во никој случај детето да се случи нешто во однос на повреда, меѓутоа важно е да ја намалиме колку што е можно веројатноста. Тоа се прави, како што кажеме, од комбинација на безбедносни мерки и објаснување, воспитување на детето, некогаш дури карање, односно повишување на тонот, со цел детето да знае кога направило нешто што не е прифатливо, односно што може да биде опасно за него. Каде треба да се чуваат лековите и средствата за одржување на хигиената на домот, средствата за дезинфекција, за да не дојде до труење и со лекови и со хемикали? Како што кажавме, движејќи се низ овие групи или начини на повреда или начини на да речеме на штетно влијание на децата во домот, лековите се навистина, односно труењето со лекови, со детергенти, со други некои опасни материи е навистина голем дел од овој проблем или од честите појави кои што доаѓаат во болница. Неретко се случува со лепак или со детергенти или со лекови, обично таму каде што има некој од родителите или баба, дедо кои што користат редовна терапија. Као што кажавме, децата имаат тенденција да ги имитираат родителите или возрастните низ игра. Тоа значи дека практично така учат. Меѓутоа, за жал, некогаш ако имаат достапност, токму затоа лековите и тие други материи, детергенти и слично хемикали треба да бидат во тоалетот, треба да бидат на повисоко. Лековите треба апсолутно да бидат настрана, да не бидат во досег на детето, заради тоа што детето имитирајќи ги возрастните може да се затруе, односно да несвесно да земе некој лек, кој што секако може да делува штетно. Тоа навистина не е ретко, верувајте, во тек на специјализацијата на клиниката за детски болести, многу често се случува да дојдат деца кои што имаат суспектно или потврдено труење со лекови. А што е со гушењето со храна или пак со ситни делови од играчки, со ситни предмети? Каква храна треба да му се дава на детето на мала возраст? Дали треба секогаш да биде испасирана или пак да му се понуди на ситни парченца? Смеат ли децата да дадат пуканки, кикирики, бадемчиња додека се мали, или сето тоа треба да биде надвор од нивниот дофат? Вака сега, тука се движиме низ една зона на
постепено дозволување на детето, меѓутоа и ограничување на тие работи кои што се опасни. До 1 година децата, како што знаеме, треба да конзумираат пасирана или мека храна, значи во последните месеци од првата година може веќе да биде храна која што е варена, која што е мека, која што е на поситни парчиња, која што детето може да ги гмечи. После 1 година веќе детето може да се храни со храна која што е кашеста или на ситни парчиња, меѓутоа не би требало да има големи парчиња, покрупни делови кои што може со кои што може да се задуши. Во однос на овие ситни, како што кажавте, кикирики, исто така пуканки и слично, тие генерално не би требало да се даваат до 3-та година, исто како и играчки кои што имаат ситни предмети, од две причини. Прво, заради тоа што детето има тенденција се да става во уста, и второ, затоа што тие рефлекси на искашлување, рефлексот, значи на голтање, значи тие работи се на некој начин посозреани, детето е посвесно веќе и многу е помала веројатноста дека ќе се случи такво нешто. Најсериозно е задушувањето со ситни предмети, односно со оваа ситна зрнеста храна, која што на детето не би требало да му се дава, не би требало да биде достапна, заради тоа што може да се вдишат, односно да се аспирираат, да влезат во дишното стебло, и во тој случај, значи, настапува постепено доаѓа до потешка клиничка слика и единствен начин да се третира е всушност да се извади тоа тело, и тоа се прави со процедура со бронхоскопија, односно со влегување со камера во дишните патишта и директно вадење на тоа. Што е многу комплексна процедура. Апсолутно е комплексна, меѓутоа доколку се случи навистина спасува животи, токму тоа и затоа е многу важно родителите да бидат свесни, да знаат, значи дури и детето да джвака и да може да голта и да јаде нормална храна, некогаш може да го прегриза, односно да го иситни тоа, да речеме кикирики или слично, и да удиши во тој момент, да вдиши и тогаш да се расе. Меѓу другото и да не трчаат низ дома додека им е полна устата, некои такви правила. Правило, да, во игра не се јаде, кога се јаде, значи се седи на маса, и кога се игра не треба да се јаде, заради тоа што токму тоа може да се случи и многу често се случи. Доктор Денис, ви благодарам што бевте денеска дел од 0М+. На вистина корисни совети за родителите кога станува збор за безбедноста на нивното дете во домот. Како што споменав на самиот почеток на емисијата, опасности демнат од сите страни, затоа треба да бидат предпазливи родителите и да размислуваат како најдобро да ги заштитат своите најмили. Се гледаме повторно. Благодарам. Тука го заокружуваме денешното издание на емисијата. Гледајте не секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно.